Добре дојдовте на нашата пресконференција. Денес се подготвуваме да ги презентираме информациите од анкетата која спроведовме во периодот 22 јули до 3 август и се однесуваше на расположението на родителите во однос на предстојната учебна година, односно она што на сите ни е многу битна и важна тема, а тоа е дали расположението е во насока на онлайн настава или пак враќање во училишните клуби. Денес ќе ви се обратат представници од Медјаши, односно нашите соработници на дворешни членови и при тоа ќе ги презентираме деталите од истражувањето. Јас ќе најавам господја Наташа Павичевиќ Стојменовска, истражувач, која ги сумираше резултатите од истражувањето и која воедно ќе ви ги презентира најважните информации. Сега правиме. Благодарност до Медјаши што ме вклучија во ова вистина многу значајно истражување и особено сум благодарна за добивката која ми беше донирана од Медјаши да заеднички го спроведеме овие истражување за стабилите искуството на родителите, старателите, за методите како да се организира наставата на децата во престојната учебна година. Ова е резултат на заеднички тим на заедничка работа од тимот што го гледате тука. Предизвик беше затоа што оценивме дека не достига нешто вакво концепирано не само како истражување, туку како глас на родителите, презентирано преку резултати и искази на родителите и старателите, кои се очекувањата и размислувањата за престојната учебна година. Јас накратко имам подготвена презентација, но технички причини не можеме да презентираме. Накратко само ќе се задржам на методологијата на истражувањето, општите карактеристики и демографскиот примерот кој што беше вклучен во овие истражувања и би сакала да презентирам некои од индикативните наводи, односно резултати кои што излегуваат како интересни однос на стабилите искуствата поврзани со онлайн наставата од една страна, а од друга страна какви се размислувањата и стабилите на родителите во она што не очекува овој период. Секој од нас беше дополнително мотивирано, вклучен во целиот процес, затоа што сите сме ние родители на децата што се вклучени во образовниот процес, така што тоа е додадена вредност на се оно што го сработи во овој период. Накратко само методологијата се состоеше се спроведуваше низ 4 фази. Во подготвителната фаза изработивме прашалник во неврзаната комуникација со вас новинарите пред да започнала пресконференција кој се комуницира тоа дека беше многу тешко да се сручат огромниот број прашања кои што ние родителите имаме во период кој што е важен и сакаме да ги поставиме да добијат одговорностите, но ние успеавме тоа да го направиме во еден прашалник кој содржаше 29 прашања и не само во понудени одговори на затворените прашања, на секој прашање остававме можност секој од родителите кога ќе сакат да се искажат да се дообјасни зашто е одбрал одредената опција. Така што овој истражување иако е квантитативно, значи најголем број резултатите се во проценти броеви, имаме и квалитативна позадина на истото, затоа што секој даден квантифициран одговор имаше квалитативен коментар за цел.
Онлайн, бидејќи сега се е онлайн, истражувањата веќе онлайн стануваат доста актуелни. Иако како тип се познати во истражувачката сфера, онлайн истражувањето бара поинаков пристап во однос на применот. Тоа ни беше предизвик, кога го концепиравме од аспект на тоа што ние можеме тука да имаме случаен избор на испитаници, но од друга страна ја има предноста затоа што испитаниците во истражувањето учествуваат доброволно. И ставот на тие испитаници е поизразен и мотивираноста да бидат вклучени е изразена. Така што во однос на примерокот, главен критериум ни беше да бидат прашани нели родители, старатели на деца кои имаат деца вклучено во основното и средното образование, но тоа подразбираше пристап до интернет. Така што нас достапна популација ни беа родителите и старателите на децата кои што имаат пристап до интернет, што и се подразбираше бидејќи само тие би можеле да имаат искуство во однос на како течела онлайн настава. Понатаму примерокот на кој беше спроведено истражувањето опфаќаше бројот 1003 испитаници. Исто тоа беше спроведена анкетата онлайн рекорд, користавме програмата Surveymonkey, го споделувавме линкот на социјалните мрежи, користавме сите наши контакти, бази на податоци со релевантни чинители, институции и поединци. И на тој начин се дисеминираше пристапот и ја зголемивме можноста да се одговори. Морам да кажам дека имаше голем интерес да се одговори во анкета, пак ќе кажам сите поголемо сме засегнати од оваа тематика. Важно е да споменам, како што каже и Ката, истражувањето се спроведе во период од 22 јуни до 3 август. Резултатот од тоа истражување е еден извештај со индикативни наоди во кои се потенцирани наудите што е откриено во однос на одговорите кои дале родителите и старателите. Истиот веќе од вчера, драгичи нам, е веќе објавен на веб страната на МИДЕШ. Оно што е општи карактеристики за примерот интересно е што се вклучија родители и старатели на деца и во кои имаат деца во основно образование, кои имаат деца и во основно и во средно образование и родители кои имаат деца само во средно образование. Интересно е што поголема мотивираност имаше се појавите родителите кои имаат деца вклучени само во основно образование и тоа е индикативен навод бидејќи со оглед на возраста и грижите на родителите се поголеми како ќе се справат децата во однос на безбедноста и здравието на децата во овој период. Така што 69,3% од испитаниците беа родители на деца само од основно образование, додека застапеноста на родители од средно образование беше само 9,9%. Останатите 20,8% беа родители на деца кои имаат основно и во средното образование. Во однос на општите карактеристики, подетално може, како што кажав, како погледнете извештајот, сега не може да ги видите резултатите, ќе кажам само дека ги опфативме карактеристиките по број на деца. Најголем број на родители беа кои имаат деца, кои беа родители старатели на едно и две деца, прилика процентот беше 49 со едно дете, 41,1% со две деца. Помала застапеност на родители кои имаат 3 и повеќе деца. Понатаму, како што кажав, поголем е процентот на родителите кои што имаат деца во основното образование и уште во однос на устите карактеристики би кажала дека имавме застапеност и од родители, старатели кои имаат деца што посетуваат настава и во руралните населени места и во урбаните, па таа процентуална застапеност е секако доминантна во однос на во прилог на урбаната, 84,2% беа од урбани населени места, а остатокот беа од рурални населени места. Она на што обрнавме внимание ни беше важно, драги Бубека ќе каже во своето излагање, по
демографски карактеристики кои што беа опфатени беа полот, возраста, образованието, занимањето, приходите на домаќинството. Важно ни беше пред се занимањето да видиме дали постои разлика помеѓу размислувањата и искуствата на родителите кои што се вработени во јавниот сектор и родителите и старателите на децата кои што се вработени во приватниот сектор. Важно е само да се потенцира дека имавме речиси подеднаква застапеност на родители кои што се вработени во јавниот и приватниот сектор. Во приватниот сектор кои што одговориле родители се вработени во приватниот сектор одговориле на анкетата се 37,2%, а оние родители и старатели кои што одговориле на анкетата се вработени во јавниот сектор беше 32,4%. Со одреден процент беа застапени само вработени, земјоделци, па се јави во промили, во проценти и дури пензионери. Понатаму во однос на размислувањата би сакала сега повеќе, она што е важно и што беше повеќе предходно истражување на оваа анкета и какви беа искуствата и ставовите на родителите, старателите во период од март до јуни во однос на онлайн наставата. Тука морам да кажам дека без оглед на тоа какви ставови имаат родителите, секогаш го потенцираа здравјето и безбедноста на децата во училиштата. Се јавува интересни ставови за некои родители би тоа било исклучително позитивно искуство, без предизвици, искуство кое што им возможило повеќе да се свртат кон семејството и кон децата, но за други родители дека било неубаво искуство, дека многу оптеретувачки било и индивидуално и семејно. Јас имав издвоено, имаше убави цитати и говори кои ги дала родителите. Ќе издвојам само едно. Се појави во неколку испитаници дека воопшто нема онлайн настава. Ние тука ни се јави дилема дали навистина децата не биле вклучени во онлайн настава или пак родителите или старателите не го перцепирале ваквиот метод на спроведување на учење на речена како онлайн настава, додека имале сосема инаква концепција. Најголем процент од родителите, повеќе драги ќе зборува за тоа, само да кажам, забележуваат промени кои настануваат последица кај децата во однос како последица на спроведување на онлайн наставата. Интересно како додаток се појави дека родителите на деца кои имаат родители старатели кога деца вклучени во средното образование, 60% од нив забележува дека има негативни промени кај нивните деца во однос како последица на онлайн наставата. Јас ги имам излистано позитивни и негативни промени кои што ги истакнаа родителите, па во најголем број што се повторуваа во одговорите. Како позитивни промени кои што ги забележале родителите се поголема одговорност и вклученост во домашните врски, интензивирана комуникација со родителите и старателите, значи подобрување на семејните релации, навики за поголема дисциплина и организација за времето, поголема посветеност кон личните интереси и хобија, учење на нови работи и развивање на нови вештини, поздрава исхрана, поголема физичка активност, развивање нови начини на учење во истражувачки проекти, повеќе читање книги и зголемена потреба за социјализација. Негативните промени кои што ги забележуваат родителите кај своите деца се пореметен биоритам на децата, предолго седење пред компјутер, развивање на негативни особини и состојби како напнатост, нервоза, депресија, осаменост, незаинтересираност и отуѓеност, мрзеливост и неодговорност кон училишните врски, губење на усетот за училиштето како вредност, отуѓување од перцепцијата за тоа што значи училиштето. Во обилна и нездрава исхрана, тука имавме здрава и редовна, оддихнуваме обилна и нездрава исхрана, помала физичка активност, социјална изолираност и помала заинтересираност за дружење. Значи, покаже дека има поделеност во однос на искуствата во овој период додека се спроведуваше онлайн наставата. Најголеми предизвици
кои ги посочија родителите и старателите се поврзани со онлайн наставата е усогласувањето на домашните работните врски и учењето со децата. Значи, тој тајм менеджмент кој се наметна како никаква состојба за сите. Технички и други аспекти во однос на онлайн наставата, значи праќањето на наставните содржини, на завршените домашни задачи, во роковите кои што беа дадени, оценувањето и така натаму. Предизвик за родителите и старателите бил и обемот и содржината на наставниот материјал, помош и поддршка во завршувањето на домашните задачи, одржување на концентрација и внимание кај децата, значи се соочиле со предизвик да ги мотивираат, да одржат дисциплината, комуникацијата. За одреден број родители немало предизвик и тоа го спровеле без никаква тешкотија. Овде како предизвик за родителите е идентификувано осамостојувањето на детето, самостојно да ги извршуваат училишните обврски, да се држат за себе, да учествуваат во извршувањето на домашните обврски. И како што споменав, одреден број на родители оценуваат дека воопшто немаше онлайн настава. Како ја потенцирам, тоа би дилема дали навистина немало онлайн настава или тоа не е перцепирано од родителите дека така требало да изгледа настава. Во однос на кои биле предизвиците со кои се случило децата со онлайн наставата, родителите и старателите најчесто изјавија дека тоа било примена на IT алатките, новите програми интернет, адаптирањето на нова настанатата состојба, одржување концентрација, внимание, трпение, дисциплина и желба за учење кај децата, содржините на наставниот материјал, значи како тој родителот и старателот ќе го објасни дали е достапно и доволно и ги задоволува потребите на оно што како квантум на знаење треба да се прими од децата. И спроведувањето на учењето личина се појави и како предизвик за децата со атипичен развој, зашто треба повеќе ориентира. Три најважни работи кои што родителите и старателите ги издвоија во однос на физичкото присуство во училиштата, кои не достигаа за да имат наставата, се социализацијата, дружењето со врсници поврзани со правилниот развој на децата, значи воспитниот аспект од училиштата во овој период очигледно не достигал. Сите сегменти на наставата со физичко присуство беа истакнати од страна на родителите и старателите дека забележава дека не достига во овој период. Значи присуството на наставниците, предавањето, училишните часови, работната атмосфера, контактот, комуникацијата наставник-ученик, ученик-ученик. И трето, како важно што го издвоја родителите и старателите е квалитетното образование и стекнување на соодветни знања, значи образовниот аспект на училиштето, односно родителите во најголем дел смета дека не може да го обезбедат пренесувањето како што реков на знаењето, како што тоа може да го направат наставниците. Во однос на враќањето во училишните клуби, како што кажав, се појавија поделени мислења, но обединувачко за сите родители, што недвосмислено секој од родителите што и да одговореша, стоеше во позадина, ама здравјето пред се и безбедноста на нашите деца. Да, враќањето во училишните клуби, но има едно но кое треба да биде задоволено за да се прифати таа опција. И така најмногу ги истакнува условите од кои би прифатиле да се вратат децата во училишните клуби: здравјето, заштитата и безбедноста, хигиената и дезинфекцијата на училишните простори, помал број на ученици во една просторија и држање на дистанца, онлайн настава, доста често беше споменувана како услов за заштита и безбедност, комбинирана настава со скратени часови и одење на учениците на настава во смени. Значи, ова беа најчесто повторувани предлози од родителите и услови кои тие би ги прифатиле за да се вратат на училиштето. Треба да ви пречи на камерите. Фонија прави. Да. Извинете. Ме за подобро да се слуша, но... Нека продолжи. Само има уште многу наоѓува што го издвоивме како најинтересно и што сметавме дека е важно
важно. На крај само да го интереси на времето, би поентирала само дека генерално семено резултатите покажуваат дека иако родителите имаат различни стави по прашањето за тоа каков тип на настава треба да започне од септември, карактеристична е заедничката грижа за здравјето на децата и на сите родители и старатели без оглед дали наставата ќе биде онлайн или во училиште или комбинирана, најважно е децата да се здрави и сигурни. Ова сакам да остане како само порака искратена до ученителите кои што се засегнати, кои што ги носат одлуките, само да го слушнат гласот на родителите и размислувањата и очекувањата за пристојниот период, пристојниот учебна година која е пред нас. Не би должела понатаму, бидејќи другите соговорници има исто полосно истражувањето да искажат своји видувања, да би завршила и благодарам. Благодарам, Наташа. Подоцна можете да поставите прашања доколку ви интересираат повеќе детали. Наташа, мислам дека напамет ги знае сите бројки и статистички податоци. Сега ќе ви се обрати магистар Драги Змијанац, председател и основач на првата детска амбасада Медјаши, со неговите завршни согледувања и поинти кои тој ги извлече од ова истражување. Само да ги преместиме да ги отворите. Благодарам. Прекрасни сте. Само дайте ми сигнал, јас ќе личам. Да, сега го имам. Дайте ми сигнал. Кажете кога може да? Може. Примерокот во истражувањето опреќа доминантно поголем број на испитаници, 80%, за разлика од 20% испитаници кои биле активни во пополнувањето на анкетата упатена онлайн. Она што морам да го нагласам исто така, што може би е најважно до сега, од сето ова што го забележат, е дека повеќе од 2/3 од родителите и старателите и во проценти 68,7% од испитаниците прифаќа и би избрале паралелен пристап комбинирана настава со физичко присуство и онлайн. А речи се 1/3, 31,3% не би го избрале овој метод, односно опција за учење на нивните деца. Нешто повеќе од половина, околу 52,4% би подпишале согласност, ова е многу важно, нивните деца да одат во училиште секој ден. Ова за мене лично е големо изненадување, посебно ако видиме која структура на родители го подпишале ова. Повисок степен на подпишување на согласност за присуство на секој ден на нивните деца во наставата се родители кои се невработени, 56,3%, и вработени во приватниот сектор, 56%. Самиот индикатор говори која структура на родители повеќе се заинтересирани нивните деца секој ден да одат на училиште. Ставот и перцепцијата на речиси половина, 47,3% од испитаниците, дека досегашната онлайн настава од далечинско учење делумно ги задоволува потребите на учениците. Тоа е скоро 50%. За доста висок процент испитаници, 43,6%, овој метод на настава воопшто не ги задоволува потребите на учениците. Онлайн наставата ги задоволува потребите на учениците само за 9,2%. Високи 57,6% од испитаниците забележуваат негативни промени кај своите деца како последица на онлайн наставата. Ова е многу важно да се нагласи дека 57,6% самите родители забележале дека имаат децата негативни последици од онлайн наставата. Речиси 1/3, 31,4% не забележуваат никакви промени кај своите деца, ни позитивни ни негативни, а само 11% од испитаниците забележале со онлайн наставата позитивни промени кај своите деца. Исто така и ова е важно.
Родителите, старателите на децата кои работат во приватен сектор и кои забележуваат негативни промени кај нивните деца се застапени со високи 65,10%. Од примерот, по нив следат родители, старатели, работени во јавниот сектор 57,9%. Најголем дел од испитаниците или 58,2% смета дека нивните деца преку онлайн настава се стекнале со подобри оцени, но со помалку знаење. 58% од родителите кажале да, подобри оцени, но помалку знаење. Речиси 2/3 или 64,3% од испитаниците имаат соодветни просторни и технички услови за да се следи онлайн наставата, а 28,7% од испитаниците се изјасниле дека имаат делумно соодветни простори за да се следи квалитетно онлайн наставата. Исто така, ова е многу важно, иако не е многу застапено, во мал процент, важно е да се спомене дека онлайн наставата и перцепцијата како посебен предизвик е за децата со пречки во развој. И на крај, најбезбеден услов дека децата нема да бидат изложени на зараза, 50,8% од испитаниците, е онлайн наставата доколку владата забрани одржување настава во училиштата поради зголемен број на заразени. Комбинираната настава, онлайн настава и наставата во училиште со намален број присутни ученици и со сите запазени протоколи и мерки за безбедност на училиштата е на второ место рангирана или високи 44,7%. И трето рангиран услов е наставата во училиштето за сите ученици распределени во помали групи кои ќе одат во смени со сите запазени протоколи и мерки, тоа е 35,3%. Тоа се најважните запазување, односно забелешки, што јас успеав да ги регистрирам од ова истражување и јасни индикатори како Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието треба да постапи во наредниот период и кои се очекувањата, потребите, ставовите и размислувањата на родителите од нивна страна и какви мерки треба да преземе Министерството во наредниот период за да бидат испочитувани овие барања и мислени ставови на родители. Благодарам. А сега нашата активистка, надлежна соработничка Мими Кивовска-Христов ќе говори од здравствениот аспект како педијатар и активист за 6 години. Благодарам, драги. Добар ден на сите. Да се спрема. Да включат камери. Кажете кога сме спремни. Може? Благодарам, драги. Добар ден на сите. Благодарам што денеште во овој број. Мислам дека поголемиот дел од што треба да се изнесе од истражувањето како наши заклучоци, значи од медијаши, ги изнесува веќе Наташа и Драги. Јас малку би проговорила само за некој за здравствениот аспект, да речеме, на децата кои што би биле физички или онлайн присутни. Ајде да почнеме од тоа дека ги следам некои случувања на социјалните мрежи, поготово на Facebook и на мрежата, се присутни две групи поголеми. Во едната доминира желбата на физичко присуство на децата, во училиштата, а другата е за онлайн настава. И постои една трета граѓанска иницијатива за носење или не носење на маски. Па тука и би ставила една поента. Би поентирала токму на овие три теми. Првата е за онлайн наставата, да речеме, од тука да почнеме. Онлайн наставата ги кажа, веќе Наташа убаво ги изложи предизвиците за онлайн наставата, веќе имавме искуство. Тоа е добро што го имавме искуството, па сега можеме да зборуваме или испитаниците зборува и пополнува прашалникот после тоа искуство. Од една страна, од друга страна можам да кажам дека онлайн наставата веќе и започна во некои одредени делови од светот,
па ќе се темелиме и на некои истражувања или искуства од светот и препораки секако пред се на Светската здравствена организација во однос на очувување на здравјето на целата популација и на децата. Онлайн наставата ги кажа предизвиците, ги кажа и негативностите и Наташа драги, би се задржала на тоа дека сепак како таква е преоптеретување за детето од негативностите. Седењето од 8 до 3 часот, значи до 15 часот пред компјутери, бидејќи некои училишта ревностно се извршува онлайн наставата, особено приватните училишта конкретно низ државата, така да седењето пред компјутери го оштетува видот, заморува, главоболки се јавува и така натаму. Од друга страна, преоптеретувањето за домашните задачи, програми, проекти кои што им беа дадени, не им даваше слободно време. И од трета страна, децата беа затечени во една ситуација, што е ова за вирусот, сите седат дома, имаме карантини, затворени сме, одеднаш им се преврати нив животот, тие не се големи луѓе во мало, туку тие се деца кои што не разбираат што се случува, а сепак наидоа на вакви проблеми, да речам, кои што се одразија на нивното психичко, да речам, здравје, значи на емотивната, психолошката состојба, за што повеќе би зборувале секако психолози. Осаменоста, отуѓеноста, депресија, анксиозност се јавија и така натаму, тие се некои од работите кои што веќе ги спомна Наташа во истражувањето. Физичкото присуство од друга страна, значи на учениците во школите, некако дојде како, да речам, неминовно во денешно време. Дали ќе биде тоа сега? И дали се веќе запазени протоколите? И дали постојат протоколи воопшто? Од излегувањето на детето од дома, па се до училиштето и враќање негово до дома, тоа е едно мултисистемско прашање. Значи, тука треба да бидат склучени практично сите сектори од општественото живење. Децата патуваат со автобуси. Мора да влизат во автобус некој од нив со два. Значи, зборувам сега конкретно за Скопје, бидејќи има подалечни дистанци од дома до училиштето. Независно дали се работи за помали или поголеми деца. Значи, безбедни да бидат од самото слегување дома, па се во училиштето и назад враќањето. Во училиштето се предлага физичко присуство и некакви скратени часови. Од 25 или 30 минути, да, се слагам, дека треба да бидат скратени, нема одмор помеѓу, се јаде храната во училницата, секако јаде без маска, детето ја вади маската. Ако веќе одиме на варијантата со маски, присуство со маски. Дали има доволно дезинфициенси и така натаму, дали се запазени тие протоколи во училиштето и дали е запазено, ако веќе одат во групи, проветрувањето е доволното време за да се, бидејќи тоа е пренесува каков пат вирусот, значи дали може доволно време помеѓу едната мала група која што ќе влезе и другата мала група, за да се проветри просторијата и да биде присутен, да влезе следната група од например 10 ученици со меѓусебно растојање. Тоа ќе ни вноси една забуна и една сепак преплашеност, особено кај помалите деца, тие не знаат како да се справат со сето тоа, ќе најдеме една анксиозност и сега тука веќе некако најголем проблем по мене покрај протоколите и се тоа што го веќе кажавме за заштита, значи протекција лична, дезинфекцијата на училиштата, санитарните чворови, дезинфициенси и така натаму, дали децата треба или не да носат маски во училишните клуби. Неколку истражувања повторно најдовме и некаде се задолжителни образни маските, меѓутоа